Здраво на сите и денес ќе покажем уште една алатка за скенирање на Secrets во GitHub репозиториуми. Значи, Secrets беа пасворди, IP кучеви, конекцијски стрингови кои што повикуваат други апликации или бази на податоци. И со ова алатка може да ги скенираме тие Secrets, тоест тие Secrets не треба да бидат тајно објавени. И Detect Secrets е алатка која што е напишана во Python и може да се инсталира на два начини, тоа е со алатката pip од Python или доколку сте на macOS со алатката brew. Значи јас веќе имам инсталирано ова алатка со pip, тоест доколку напишеме pip show detect secrets, може да видиме дека е корисна верзија 1.4.0 и за ова видео ќе го искористим исто така GitHub репозиториумот Spring Security Full Tutorial, каде што имаме Spring Boot апликација и ова алатка работи во две чекори, тоест прво се креира .secrets.baseline файл и тоа го правиме со командата detect secrets scan и тоа сето го запишуваме во .secrets.baseline файл. И кога ќе заврши ова, имаме уште еден чекор кој што се нарекува audit, тоест прегледување на secrets кои што биле детектирани. Тоест .secrets.baseline фајлот представува secrets кои што се откриени во нашиот GitHub репозиториум. И доколку одиме надоле може да видиме дека имаме application.properties файл, дека во овој файл е најден secrets, во courses.html е најден secret, во login.html е најден secret и така натаму. И како што кажа, втори дел од оваа апликација е audit, тоест audit правим со командата detect secrets audit и secrets.baseline фајлот. И како што може да видите, ќе ни се отвори ваков диалог, каде што имаме secrets број од колку се вкупно најдени и како што може да видиме во source main resources application.properties најде secret spring.datasource.password, каде што имаме наведен пасворд и напрашува дали овој secret треба да биде внесен во репозиториум. Бидејќи ова е ранливост и секој може да го види нашиот пасворд, затоа ќе напишеме no. Потоа наноси на следниот secret, кој што е во фајлот source main resources templates courses.html и како што може да видите, повторно го најде она хеш вредноста, каде што е представува хеш вредност, тоест дека го користиме оригиналниот bootstrap .css файл. И ова е добро бидејќи им кажа на корисниците дека користиме оригинален bootstrap.css файл и затоа ќе напишеме yes. И исто така најде и во login.html secret, тоест исто така го најдеше 384 хеш вредноста за bootstrap.css и исто така и овде ќе напишеме дека овој secret треба да биде во овој GitHub репозиториум и затоа пишеме yes. И како што може да видиме, го зачува овој прогрес и со ова ни дава да видиме, тоест да направиме ревју на secrets кои што ги имаме во нашите GitHub репозиториуми. Се надевам дека овој видео беше, тоест ова алатка беше убаво објаснита од страна на мене и ви благодарам за гледањето.